Благодарам. Почитувам председател, почитувани колеги претеници, почитувам министер, почитуван директор. Не знам како успеавме да се доведеме во состојба, три кризни состојби имаме денеска за разгледување во државата. Не знам дали во Европа и во светот во овој момент имаме држава на која што на своја територија има прогласено три кризни состојби. Овие состојби се резултат на неспособноста на владењето на сегашната гарнитура на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, и тоа го демонстрираат преку своите и криминални активности, и поради својата некомпетенција, и поради својата нестручност. Во изминатиот период гледаме дека, конкретно само за здравствената криза, од моментот на прогласувањето на кризата до денеска, Македонија има околу 3600 жртви на милион жители, а светскиот просек е 904. Албанија, нашата западна соседка, има околу 1082 по милион жители. Бројките се поразителни, значи смртноста е огромна. Одговорност за тоа не носи никој. Во делот на криминалот што го споменав, точно знаете на што мислам. Мислам на модуларните болници, кои што никој не ги истражи, како се тендерирани, како се градени, по кои стандарди се градени и така натаму. На крај дојдовме до ситуација некој нематеријално да биде одговорно за состојбите и за 15 жртви. Одговорноста во една држава секогаш има име и презиме. Позади одговорноста стои лице, не може да стои кабел. Мене ми е навистина жал што веќе година и нешто се прогласуваа вонредни состојби, се прогласуваат кризни состојби цело време, ги продолжуваме. Не научивме никакви лекции од тие состојби. Од вонредните состојби видовме, иако беа последниве вонредни состојби беа донесени неуставно од страна на председателот, зашто верувам дека ќе следат и дополнителни постапки. Меѓутоа, од кризните состојби кои што цело време ги прогласуваме, не извлековме никакви поуки. Значи, каде се научените лекции на стратегиско ниво, каде се научените лекции на оперативно ниво. Значи, да ги погледнеме, треба да ги имаме пред нас, затоа што кога ќе гласаме утре за продолжување на тие кризни состојби, треба да знаеме што гласаме. Колку е несериозен пристапот кон оваа состојба и колку некако оваа влада приоѓа на овие состојби, како и кон се што приоѓа во државата, значи несериозно, само ќе укажем на овие моменти. Погледнете, со управувачкиот комитет председавал министерот Оливер Спасовски, присуствувале почитуваната министерка за одбрана, директорот на ЦУК и министерот за транспорт и врски. А зборуваме за здравствена криза. Тоа е во управувачкиот комитет. Да погледнеме што се случува во групата за процена, која што исто така во моментов е многу важна и која што доставува предлог до управувачкиот комитет дали да се прогласи или да не се прогласува кризна состојба. Ајде да го погледнеме составот овдека, кој што исто така е по закон. Директорот на Центарот за управување со кризи, директорот на Агенција за национална безбедност, директорот на БЈБ, разузнавање, заменик началник на Генерал штаб, заменик директор на Центар за управување со кризи, заменик директор на заштита и спасување, директор на заштита и спасување и представник од кабинетот на председателот. Повторно, проценката ја правеле лица кои што не се соодветни во делот на здравството. Ние не гледаме овдека во групата на процена дека учествувало медицинско лице. Значи, групата за процена ја правеле експерти од своите области, меѓутоа нема ни едно медицинско лице. И како сега овие експерти доставиле до управувачкиот комитет, кој што исто така нема медицинско лице во својот состав, ниту министерот за здравство присуствувал на тој управувачки комитет,
И ни доставуваат овдека да ние гласаме за продолжување на здравствената криза. Да, светска пандемија, се согласувам. Меѓутоа мора да се даде образложение. Мора да има подкрепа, секој предлог мора да има своја подкрепа. Таа подкрепа доаѓа од проценката. Понатаму, во делот на ангажирањето на армијата на Република Македонија. Која е потребата од ангажирање на армијата на Република Македонија за справување со здравствената криза? Кој е тој што тоа го предложи и со кое размислување некој тоа го усвоил? Здравствена криза. Војници изиграваат чувари пред болници. Па нели е срамота тоа? Тие војници се платени да го бранат територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Тие не се редари. Министерот за здравство, односно директорите на болниците, си имаат свој фонд на средства и можеле да си ангажираат служби за обезбедување, како и што имаат служби за обезбедување. Зошто армијата да ги чува болниците? Какви овластувања имаат војниците пред болниците? Замислете, еве, екстремен случај. Оти секогаш треба да се оди во екстрем за да се види во даден момент кои можат да бидат последиците. Екстремен случај, несакан случај, некој се случува со војник. Кој ќе одговара? Зошто ова го кажувам? Затоа што една е работа војник, друга работа е полицаец. Полицаецот го штити јавниот интерес, штити од криминалци и така натаму. Војникот штити од надворешниот непријател. Во моментов кога вие војникот ќе го ангажирате како полицаец или како редар, тогаш непријател станува тој од внатре, а тој е народот. Тоа е недозволено во демократско општество и тоа го знаете. Колку пати поред, ова сме го кажували и на пресконференции, по емисии, и не сакате ова да го разгледате. Дали имаме анализа колку војници и колку пари се потрошени за овие работи? И од кој фонд на Министерството се трошат тие пари? Имаме ли ние кризен фонд за оваа состојба? Или тоа се троши, тие пари се трошат од редовните расходи за моментални операции на Министерството за одбрана, кои што, патем речено, никој не му ги надокнадува. И на крај, да завршам, навистина ми е жал што продолжуваме со така една летаргично носење на овие состојби, како, ете, па гласаат сите, ќе гласаме и ние, во сите држави. Навистина ми е жал што не направивме никаква анализа и не извлековме, ако не можевме од самите нас да извлечеме поуки, да видиме како тоа го прават некои други држави. Затоа што оваа пандемија сега што ни се случува, да, нова е, нов вирус е, меѓутоа имавме една ситуација со SARS-CoV-1, далекиот исток, државите Виетнам, Тајланд и така натака. Од таму можеа да се извлечат сериозни поуки како тие се справуваа со оваа состојба, со една пандемија во 2002-2003 година. Значи пред 18-19 години тоа сме го имале. И до ден денеска продолжуваме како ништо да не се случило. Мислам дека ова ниту е сериозно, ниту е одговорно кон граѓаните. И за ова во најмала рака мора да се понесе политичка одговорност. Значи во најмала рака зборувам политичка одговорност. Ви благодарам. Благодарам.